Екипата на телевизија Стар традиционално е тука на Штипскиот пазар кога станува збор за петок. Ова во раците што го имам се сезонско овошје и ние си ги знаеме како мушмули. Нешто повеќе за ова сезонско овошје, Ване Јованов е тука со нас, човекот кој што во неговата градина може да се најде се и сешто. Господине Јованов, кога се набрани овие мушмули? Овие се набрани пред 2 дена и тоа мислам дека се бират прво малку да е шо поста сана, оти да може да се троши, да се јаде веднаш. Додека се зелени малку не се пријатно да ги јадеш, ги собират устата малку. Да, како се сада, дали е тоа, дека јас не знам? Ова се саде како секоја овошка и за 3 години таа после дава плодове веќе. Бара посебни услови? Не бара посебни, како и секој овошје. Да добро се изоре нивата, добро да се подготви почвата, да се ископа дупка најмалку 60 до 70 сантима, да се стави малку ѓубрина и да се стави садникот. И за колку време е плодот? Овој плод може да биде, значи рековме, за 3 години. За 3 години, меѓутоа, она е карактеристична многу, кога почнува, не зрее целосно од еднаш да созрее на дрвото. Ке мора да се собере, па ке мора да се чува малку потака на посебно место, за да може да омекне, да се јаде. Иначе е многу пријатна. Сега ли е бербата или? Сега е баш, ако веќе не е и крај. Добро. Има ли интерес колку е цената? Цената е 80 денара, интерес има голем, ама ваа година малку има и пославорот. Па имаше избрзнување и кај неа, меѓутоа некои се спасени. Добро, како ќе знаеме дека ова е квалитетна мушмула? Дали по допир, по... Ова мушмула, прво по големината. Второ, кога ќе се земе мушмулата, кога ќе почне да се стисне со прст, ако е веќе мека, таа е блага, таа е убава за јадење. Да. Сега, ако е вака зелена, цврста, таа треба да стои уште многу време. Каде треба да, кога ќе ја земеме, ако не ја јадеме веднаш, каде да ја ставиме? Каде да ја... Па на ладно фрижеро. На ладно стасува повеќе. И за колку дури некоја ако земеме вакви серијали доволно? 5-6 дена ќе омекне. А некои ја ставаат меѓу јаболките, па таму брзо омекнува. Помеѓу јаболките. И јаболките имаат некоја арома? Сигурно имат, да, и они нешто испуштаат, па му тоа влијае на мушмулата. Дали купувачите бараат некој совет, еве да речеме од мушмула, не мора само сирово да се јаде, дали од неа нешто има чај и слично? И некои знаат, она добра пред се за столицата. Добра, јас од луѓе што слушам, шекер го регулира и има повеќе работи што се користи од неа. Во продолжение, ова се цените на дел од производите што можеа да се најдат на пазарните тезги. Тиквички 20 денари за парче, домоти 25 до 45 денари за килограм, тиква 35 денари за килограм, краставици од 20 до 30, пипер од 30 до 50, карфиол 60, круши од 80 до 130, јапонско јаболко 60, спајнак 60 и прас 400 денари за врзоп.